Време е антиамериканизмот на представници на ВМРО и медиуми блиски до ВМРО да биде кажано дека Дуи се оградува, односно Ермира Мехмети, ја цитирам, ова изјава на господјата Мехмети за Алсат. Тоа беше време кога господинот Ахмети отиде во Вашингтон на турнеја, се беше нарекувана дипломатска офанзива за името, беше Вашингтон, Брисел. Што правите со антиамериканизмот на ВМРО? Кој така го толкувате вие? Видете, и начинот на кој што на кој што вие го поставувате во прашање, меѓутоа и како се третира во медиумите. Секогаш е големо прашање било која разлика што ќе се јави меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМН. Сакам прво да кажам дека е најнормално и најочекувано да има разлики за ставови по однос на многу прашања помеѓу ДУИ и ВМРО-ДПМН. Тоа се две посебни политички партии кои што представуваат два посебни народа и како представници од тие два народа потпишале коалиционен договор за владење во овој мандат. Ние ги почитуваме основните принципи на коалициониот договор, меѓутоа ставовите по однос на различни прашања се разбира дека ги црпиме од нашата програма и незадоволството од резултатите. Програма. Така да нормално е да има разлики и дури разликите го подобруваат квалитетот. Каков квалитет, господин? Квалитетот во владењето, замислите. Сиромаштијата која достигна над 30% или невработеноста. Наш став е дека слободата на медиуми. Сите овие прашања се симптоми на една болест. Болеста е кочењето на интеграциите, односно спорот со името. Јас често и како доктор го земам тој пример. Кога третирате една болест, вие се концентрирате на причината, а не на симптомите, не на болката. Пошто вие може да ја намалите болката, меѓутоа таа ќе се појави. Одлично. Затоа да не се концентрираме на овие проблеми од типот медиуми, вработување, економија. Бидејќи сите се врзани со генераторот на проблемот, а тоа е спорот со името. Ве разбирам. Само треба да објасните како името би го решило прашањето за слобода на медиумите. Како името би го ја решило сиромаштијата. Како името би ја решило корупцијата. Ке се обидам со една реченица. За кои постојат извештаи политички затвореници дека има во Македонија. Загриженоста дека постои сообраќајна несреќа на Никола Младенов која е во подсумнителни околности. Затворањето на Томислав Кежаровски, новинарот. Како името тоа би го решило? Има една народна изрека од типот секоја вода која стои почнува да станува матна. Значи само водата која што се движи е бистра. Мислите на власта? Мислиме на стагнациите во евроинтеграциите. Се додека. Тоа е се додека. Не е ли тоа заслуга на ве разбрав дека се додека не биде решено името на не е ли тоа заслуга на власта? Се додека не почне процесот на преговори со Европската унија, на нас ќе ни се појавуваат секој ден повеќе и повеќе проблеми од Сека да кажете дека власта не може сама да ги реши на стагнациите. Нашиот став е дека единствена алтернатива за перспективата на државата е Европската унија и НАТО. Може да ги реши. И без ЕУ и НАТО апсолутно Македонија нема добра иднина. Сами не може да ги решите, сакате да кажете. Било која влада и било која политичка констелација не може да ги реши проблемите на Македонија надвор од ЕУ и од НАТО. Зрелите демократии треба да помогнат, кажете, со едноставни зборови. Перспективата на Република Македонија е во Европска унија и НАТО. Надвор од тие системи ќе се соочиме и ќе се соочиме со овие проблеми што ги спомнавате. Добро. Има една информација, можно ли господинот Јохан Терчуловски да стане заменик министер за одбрана, Натала Џафери да му стане десна рака? Господинот Џафери е сега министер за одбрана, беше еден од командантите на ДУИ заради што еден дел од македонското население беше прилично скандализирано. Немам таква информација, ниту сме изградиле став по однос на Не би рекле ли добре дојде на господинот Терчуловски доколку ова се случи? Видете, тоа е посебно прашање бидејќи е поврзано со убиство на цивили.
за кое што има донесена одлука Хашкиот трибунал и кое што го прави различно од 2001 и војниците на ОНА кои што не беа предмет на Хашкиот трибунал затоа што не вршеле насилство врз цивили. Така да тука не може да се случи, сакате да кажете такво нешто. Види, согласно законите, секој граѓанин кој што ги исполнува условите може да добие функција доколку тоа одлучат политичките партии. Добро, дали вие би кренале рака за тоа? Тоа ќе се разгледа и ќе се донесе дополнителна одлука, меѓутоа на прв поглед, односно како прв печаток, не, сакам да кажам дека не треба да се поистоветуваат Талат Џафери и Торчуловски, бидејќи Талат Џафери е војник кој што учествувал во 2001, меѓутоа за кој што Хашкиот трибунал сметал дека не вршел насилство врз цивили и затоа не поднел постапка за него за разлика од Торчуловски. Така да мора да ги правиме овие разлики, бидејќи не се разлики заради тоа што мене ми се допаѓа, туку заради тоа што се светски стандарди по однос на прашањето на војните. Добро, јас благодарам што бевте гости. Благодарам на вас.